Продолжуваме оваа тема, славиме, бидејќи навистина ова е убава вест на која што ја обрнуваме внимание во Македонија наутро денеска. Во тимот кој работеше на финалната верзија за изработка на видеото кое беше пратено во УНЕСКО е ни помалку ни повеќе нашата колешка Елизабета Митреска, која што ја гледате не секој, но секој второ утро, скоро во Македонија наутро. Нашата колешка од Прилеп и нашиот колега снимател Филип Петрески од Дописниот центар. Еден пак од најголемите чувари на инструментот е фестивалот за народни инструменти Пеце Атанасовски, кој одбележа 50 години. Причина повеќе за овде во студиото 3 на Македонската телевизија да ги поканиме и колешката Елизабета Митреска, но и председателот на фестивалот Пеце Атанасовски Горан Василевски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов, еве како гостин во студиото на Македонската телевизија. Прв пат по поинаква улога веќе. Да, прв пат по-друго е. И сега ги разбирам нашите соговорници кои ќе речат друго е да си пред или зад камерата. Или зад камерата. Горан, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и од мене. Баш ми е чест што имаме можност на ваков голем настан, повод, да кажам, токму внесувањето на гајдата во листата на УНЕСКО, да имаме чест да гостуваме и во вашата емисија. Да. Може да преминам на Бети. Нема да биде проблем. Так, од каде и како заедно со Филип во целата ова приказна? Ние се изненадивме кога почнавме да ја подготвуваме темата, ми се јави Кристина вели нашата Бети е дел од целава приказна. Па преку нас и Македонската телевизија, нели, секако. Да. Па Кристина Ване, приказната почнува, всушност е некако се поврзано со фестивалот на народни инструменти Пеце Атанасовски. Да подсетиме, секоја година, почетокот на јули се одржува Долнени Прилеп. Долнени се смета за лулката на гајдата, гајдаџиството. Некојаш имало 150 гајди и ништо не е случајно. Годинава слави 50 години. И со годините на работа, ми се чини цел новинарски век, работиме, зборуваме за фестивалот, а со тоа и преку Македонската телевизија комплетно, се насобра видеоматеријал, ексклузивен би рекла, стои во архивата, пишан, документиран, монографијата излезе и се обратија, верувам не случајно токму поради тоа, ајде да ја направиме, да ја заеднички, нормално голем е тимот, ова видеоприказната. Сушност, единственото, рокот беше краток, околу една година беше, како да изгледа приказната. Сето треба да биде ставено во 5 минути максимум, пропозициите се тоа, дека гајдата е онај инструмент кој со векови бил дел и останува дел од секојдневието на луѓето. И кога се весели, кога се тажни, се свири на гајда. Дури нашиот Пеце Атанасовски има во своето кажување стоела до кандилото на прозорецот. И почнавме, краток беше рокот, Филип го заангажирав секако, Горан го заангажирав да ни свири на гајдата. Од онај материјал што имавме секако и од професорот Горанчо, активно тој и во фестивалот, изработувачот на гајдата, да, тој е дел од управниот одбор. И сиот материјал го склопивме да изгледа да ја раскаже приказната за македонската гајда. Низ вековите, нашиот традиционален инструмент, кој е дел од обстојувањето, не случајно некому ќе му звучи драматично, ама и така е. И кога им било весело, и кога работеле по тежок, напорен ден во полето, или кога биле тажни, гајдата ќе засвирила, сите емоции се изразувале. И навистина е посебно задоволството, гордост е да се биде дел од овој голем тим. Горан, што значи всушност ставањето на гајдата на листата на нематеријално културно богатство? Па вака, едноставно кажано, значи гајдата е на повисок пиедестал, но не би рекол едно ниво погоре, неко доста е повисоко. Да направиме пластична компарација, пример со внесувањето на копачката кога беше. Копачката единствено се играше во Делчево, пределот Пијанец, по возрастните, меѓутоа со самото внесување во УНЕСКО, денес не верувам дека постои културно-уметничко друштво во Македонија кој што не ја играат копачката. Меѓутоа, гајдата уште од старт е, еве да кажам во споредба со копачката, ниво повисоко. Значи, иако е доста промовирана,
актуелна гајдата, како во културно-уметнички друштва, фестивали, собери, настапи, секако и во општо народни прослави, свадби, слави, присутна е сепак гајдата меѓу народот. Со ова е навистина и впишано и потврдено дека ќе продолжи понатаму. Едноставно имаме сигурност дека ќе продолжи гајдата да просперира. Може кратко да го прашам. Кога разговаравме за гајдата, рече дека македонската е покомплицирана, а не за се свира, отколку на шкотската. Па да, од прва асоциација е нели со шкотската. Шкотската гајда има нели 3 брчала. Добра. Македонската има едно брчало. Тоа што трите брчала треба да штимаат на мелодиската цевка, меѓутоа нашето едно брчало штима на цевката. Значи е покомплицирано. Покомплицирано. Што е професионална деформација. Да си одработам работната задача. Супер е, нели, ете, ставена на листата на УНЕСКО, ја свират и млади луѓе. А тоа се докажува и преку вашиот фестивал. Но како стоиме со изработувачите на гајди? Не е лесно да се свири, уште потешко е да се изработи една гајда. Ги имаме ли доволно во Македонија? Какви се вашите? Не би рекол доволно, сепак никош не е доволно. Доволно да зачуваме традицијата, мислам дали воопшто ги имаме, ајде така ќе те прашам. Има моментално во Македонија, сепак на прсти се бројат, 5-6. Меѓутоа, се додека има изработувачи на гајди, ќе има и инструменталисти. Џабе имаме инструменталисти ако нема кој професионално или традиционално, да кажам, да ја направи онака како што била гајдата во изминатите векови. Сепак, модернизацијата си го прави своето, немаме класично струк или традиционални инструменти за изработување на гајдата, сепак е на дребонг, на модерни. Меѓутоа, сепак е доловено она кое што е потребно како да звучи традиционалната гајда. Секако тука е најкомплициран, би рекол, дел писката, која што навистина е комплицирана за изработка, треба да штима на оние делови кои што се претходно изработени, гајдарка, брчало, дувало, мев. Меѓутоа, ако не штима писката, џабе останатите делови, мислам дека тој е главниот и најкомплициран дел. А и кај нас е навистина зачуване да се изработува трска, за разлика од соседните земји каде што има обиди да се прави од карбон, од не знам пластика, пластични писки, меѓутоа и кај нас имаше проба да се направи модернизација на тој дел, бидејќи е, како што кажав, комплициран и за одржување, бидејќи варира од температурни разлики, различно време, облачно, влажно, варира звукот на самата писка. Меѓутоа, разликата меѓу модерната, да кажам, карбонски или пластични пишки е многу по-див звукот за разлика од традиционалната која се изработува од трски. Споминавте во еден сегмент, залудно имаме изработувачи ако нема кој да свири на гајдата, односно ако немаме инструменталисти. Бети спомена на почетокот на разговорот во Долнен имало околу 150 гајдаджи. Пред малку Горанчо, професорот кој што ни беше на Скайп, спомена дека имаме само еден студент за гајда. И сега, дали сето ова што го зборуваме како приказни, впишувањето на гајдата на листата на УНЕСКО, би можело да ни помогне во целата оваа ситуација во промотивни цели? Па би требало да ни помогне. Би можело и би требало, затоа што на нас е обврската, се имаме уште поголема обврска. Привилегиите се едно, обврските уште поголеми. Сега имаме обврска да заштитиме заштитено нематеријално културно наследство. Од нас ќе зависи колку ќе се впрегнеме со промоција, со школа, семинари има за изучување на инструментите, фестивал во рамките на фестивалот. Може тоа почесто да се прави, може да се најдат форми, меѓутоа,
кога веќе ни е дадена шансата да си го заштитиме, дефинитивно мора да прегнеме, затоа што гајдата е временска. Може да се носи и со новите. Простете, не сум свирач на гајда. Нека ми прости Горан Чангелов. Меѓутоа, верувам дека може со звукот, со тонот, со комбинацијата да се носи со новите модерни времења. Таа си останува во основа, како што вели Горан, во своето основно руво. Меѓутоа, наше е да ги убедиме дека овој прекрасен инструмент, овој инструмент што ни е сега светски заштитен и ние треба уште повеќе да се трудиме. Да го убедиме дефинитивно да го негуваат и да го свират. А умешност бара свирењето на гајда. Горан ни донесе гајда, така? Може да ја погледнеме, ја имаме тука и во студиото. Вака навидом изгледа се едноставно. Да. Меѓутоа, не е само изработката комплицирана, комплицирано и да се свири на гајда. Не е лесно да се научи. Па да. Добро, треба да имаш музички сенс, секако. Тоа е поидовна точка. Да сакаш да свириш. Љубов. Да. Како што каже професорот, иако напомена еден, двајца студенти, меѓутоа има многу ентузијасти кои по потекло дали дедо, прадедо свиреле на гајда, па едноставно го наследуваат тој сенс, талент, си продолжува таа традиција, синот, внукот, каде што свири гајда. Има многу такви ентузијасти кои навистина ја негуваат гајдата, ја одржуваат. Можам да кажам и дека и фестивалот Пеце Атанасовски може тоа да го потврди преку нивните настапи, каде што во изминатите 10 на 15 години мнозинство се младите инструменталисти, баш као од студенти, средношколци кои што изучуваат традиционалните инструменти, секако и ентузијасти од културно-уметнички друштва или своеволно, од желба, од љубов, изучуваат гајдата. Паметам јас еден учесник од Грција во семинарот за изучување, кога го прашавме како дознал за гајдата, за тоа вика од касети, слушајќи го Пеце Атанасовски. Буквално касети зборуваме, не CD касети. Значи се може ако се сака. Како почна, Горан, вашата приказна? Со гајдата, кога прв пат засвиревте на гајда? Па, со самото запишување на факултетот за музичка академија во Штип на етнокорологија, мој ментор ми беше професорот Горан Чангелов, да. Меѓутоа и традиционално јас водам потекло од Долнени, па ништа не е случајно. Фамилијарното стебло имаме и гедаджи. Па добро, од 150 гедаджи, сигурно еден бил кај вас во фамилија, еден ќе се погоди. Може да отсвириме нешто? Може. За крај, знам дека и подготовката сега треба да се најде така, да прими воздух гајдата. Брзо. Си направи проба. Да, треба, да. Јас Знаејќи не. ја твојата љубов кон инструментот. Јас го сакам. Немој, како велат децава, мамо, ако пееш, вум пеј. Мислам, го сакам, го обожавам, ама да гледам и да слушам. И да го промовираш. Дефинитивно. На фестивалот Пеце Атанасовски како авизо, односно како химна на фестивалот, ние традиционално секоја година, пред почетокот на отварањето на фестивалот, сите учесници гајдаджи заедно на сцената изведуваат Отидов село Долнен. Таа ја сметаме како една химна на... Сега ќе ја слушнаме? Да, може, да. По соодветно здравје.
Супер, одлично. Колку звучеше ова убава Слеана. Да. Благодариме многу убав крај имавме на темата денеска. Бети, вашиот ангажман во сето ова говори кога ќе се врзат сите нешта во еден синџир, во една алка, доаѓаме до еден ваков убав повод за дискусија и за радост. Благодарна сум и горда дека сме делче од тој цел тим што беше и ја обработи сета ова ситуација. Многу други луѓе работеа, но ете готови сме. Но ете, Ова е само почеток. Да, треба Ова е труд само за да почеток. сите славиме на крај, Дефинитивно. како во случајов со УНЕСКО и со нашата гајда. Благодариме за гостувањето.